А со наредниот соговорник во студиото 3 на МТВ фокусот го оставаме на младите и социјалните мрежи. Влезот на социјалните платформи, како што се Instagram, TikTok и Snapchat, ќе биде блокиран за деца под 15 години, освен ако тоа не им го дозволат нивните родители. Заштитата на децата во онлайн просторот е еден од политичките приоритети на официјален Париз. Ограничување или едуцирање е вистинското прашање на оваа тема, како треба да се однесуваат нашите деца во дигиталниот простор и како да ги научиме да не ги носат последиците од истиот благодарение на несовесното нивно однесување на интернет. Тема на анализа со Бојан Кордалов. Добро утро, Бојан, и добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам за поканата. Ќе почнеме со еден податок. Франција е првата земја која што минатата година, меѓу другото, побара од производителите на паметни телефони и таблети да им овозможат на родителите да го контролираат интернет пристапот на своите деца. Казната со која што ќе се соучат социјалните мрежи, велат информациите, ќе изнесува 1% од нивниот годишен приход доколку не го сторат тоа. Па првото прашање е дали овој метод е добра опција за заштита на децата? Првата работа што ме инспирираше во најавата е дека всушност секаде во светот, во развиениот свет, политичките приоритети ги опфаќаат и луѓето, само кај нас е голата политика. И дека секаде во светот има проблеми, има војни, има поскапување на цени, меѓутоа се борат да стават на врвот на приоритетите како децата, како младите, да бидат позаштитени во интернет просторот, нешто што за жал кај нас и во регионот не се прави. Она што исто така е многу важно тука е дека постои една одредба во францускиот закон тука, која што вели дека освен со дозвола на родители, значи се поттикнува и улогата на родителите во целиот овој процес или улогата на возрастните во заштита на децата до одредена возраст, кога потоа можете самите да функционираат во интернет просторот. Дали е ограничување, секако дека е голема дебата. Меѓутоа, ако постои начин како да се допре и како да се направи подобро место интернетот, тогаш што е тоа? И последното истражување ми го задржа вниманието на првата тилска амбасада Меѓеш и за тоа колку технологијата стана потреба на модерното живење на децата. Вели од вкупниот број на деца во училишта на град Скопје 68,1% користат некаква социјална мрежа и тоа е се во ред, но она што мене ми го задржа вниманието е безбедноста, односно како се чувствуваат децата во интернет просторот, па така од понудените опции каде се чувствуваат најбезбедно, 91% истакнале дома, 31% најмалку безбедно се чувствуваат на интернет, затоа што, како што велат, се почесто интернет платформите стануваат место за булинг. Децата се свесни, младите се свесни и тие чувствуваат и опасности, чувствуваат и потреба да бидат заштитени, чувствуваат желба во интернет просторот да имаат што да прават, односно да се пронајдат себе си, правејќи нешто корисно. Што ќе вложиме, што ќе дадеме на нашите деца, што ќе вложиме како возрастни во младите, тоа ќе го добиеме. Мора да разбереме дека интернетот не е играчка, меѓутоа дека интернетот во исто време мора да биде местото или полето каде што навистина ќе вложиме многу во нашите деца. Секој човек, и ние кога сме били деца и млади, секој од нас сакал да комуницира, сакал да излезе надвор од некакви стеги, сакал да се пронајде себе си да се опушти, меѓутоа многу е важно тоа да биде во она што е разумно и она што е адекватно за детската и за младешката возраст. Децата секогаш ќе бидат и сами во интернет просторот, децата секогаш ќе бидат и одлучени, оставени сами да одлучуваат, меѓутоа многу е важно што сме им дале. Кај нас воопшто не се зборува, кај нас воопшто како општество не се вложува во тоа да се покаже што треба и како треба да се постапи од страна на возрастните со децата. Возрастните родителите се оставени сами на себе. Значи едноставно кој колку умее, кој колку знае, колку има пристап до интернет, колку финансиски средства има, кој колку познанство има, толку да успее да му даде на своето дете. И тоа е погрешно како држава, што го правиме затоа што интересот децата бидат заштитени во интернет просторот е на секој од нас. И ако нашата желба како родители да им го ограничиме влезот на социјалните мрежи, да ги нагледуваме како ги користат, не функционира, дали законско решение би вродило со плод? Земја која што не вложува во превенција, не вложува во поддршка на родителите, не може да донесе само закон. Ние имаме милион и еден закон кои што ги носиме, меѓутоа кои што не можат да се спроведат бидејќи не е доволно само да кажете од утре ќе биде вака. За примена на секој закон, особено некој нов закон,
како овој, е потребно институциите да бидат свесни да ги видат предизвиците со кои што ќе се соочи законот. Ниту во Франција ќе оди лесно. Апсолутно. Да се разбереме, нити во Франција само носењето на закон ќе ги промени работите. Меѓутоа мора да се видат кои се ранливите групи во оваа сфера. Каде треба повеќе поддршка, каде треба повеќе надзор, каде треба повеќе консултации, колкава промоција на законот и битноста од овој закон. Знаете како не е само да кажете од утре ќе нема интернет. Туку треба да кажете од утре ќе има интернет, меѓутоа условите се следни. Поради такви истражувања, поради такви влијанија ќе биде ограничен до таа возраст без родителски надзор. Бидејќи внимавајте и законот и во Франција е јасен, вели без родителски надзор. Значи ако има родителски надзор и дозвола, значи тогаш е дозволено. Значи не е работата да се забрани или ограничи интернетот, работата е да се чувствуваат децата сигурно и да бидат сигурни во интернет простор. За ова сакам да продискутираме. Следното прашање е поврзано токму со тоа. Кој како се чувствува во интернет просторот и каде ги бара своите права доколку е загрозена неговата безбедност. На прашањето каде најчесто ќе се обратите, најголем дел од учениците велат дома, многу мал процент велат ќе побараме институционална помош и поддршка. Дали градењето на довербата во институциите ќе им помогне од друга страна на децата многу поразумно да го користат, да ги користат и социјалните мрежи и од друга страна да ги бараат своите права? Секако дека да, меѓутоа поголемиот проблем или овдека дополнување што ни треба во истражувањето е дали родителите имаат доверба во институциите. Бидејќи во ред до одредена возраст, децата првенствено се обратат дома и тоа е успех на општеството, односно успех на родителите. Индивидуално во секој случај да ги поддржат и да им влеат доверба на децата. Меѓутоа прашањето е дали родителите и возрастните имаат доверба да го продолжат тоа понатаму. Дали имам исход? Многу често гледаме дека работите се завршуваат позитивно, меѓутоа прашањето е колку често не гледаме какви опасности имало и не допреле до јавноста. Мислам дека е убаво кога се случува нешто биде актуелно, како случајот со јавна соба или како случајот со тиктокерки кои што завршиле, можеби со повреди слично за тоа што се труделе нешто да направат или оние кривични дела кои што се случиле на интернет. И добро е што слушаме што се решаваат, меѓутоа државата мора, институциите мора да извлечат поука и да разбере дека тоа треба да се случува во секоја ситуација. Тоа треба да биде принцип и правило. Не да чекаме ние во медиуми нешто да се прогласи, односно да биде презастапено, па тогаш да реагираме. Туку мора да биде правило. Тоа значи јакнење на капацитети, бидејќи институциите не можат сами. Им треба поддршка, јакнење на капацитети, им треба остручување на луѓе и постојано фокус. Ние фокусирајќи се во изборот на кој ќе биде на власт, кој во опозиција, фокусирајќи се како ќе се зачлениме и каде, решавајќи ги глобалните проблеми, говорам како политичари, како општество, ги забораваме децата, забораваме младите, забораваме образованието, значи забораваме здравството и се што е основно. И тука е проблемот. Мислам дека со одговорот на анкетата каде што велат ќе се обратиме дома имаме одличен одговор. Меѓутоа што понатаму и како да ја вратиме до вербата во институциите дека постапуваат во овој случај. Ако ги прашате младите зошто ги користите социјалните мрежи, ќе кажат бидејќи некогаш немаме и друга опција, тоа е единствениот начин на кој што можеме да се дружиме и комуницираме со нашите пријатели, доколку не ги користиме ќе бидеме исклучени од друштвото и сега тука во преден план се става токму ова што го споменавте. Вложувањето во дигиталната писменост. Јас имам впечаток дека се зборува на оваа тема, не знам каков е вашиот впечаток, но во пракса се уште не гледам одржливи решенија. Се зборува на оваа тема, меѓутоа прво оваа тема мора да биде јасна што значи. Значи мора на секој човек, не само што опфаќа, но што значи, вие знаете кога ќе кажете дигитална писменост или лажни вести или дезинформации, секој може да ги толкува на различен начин. И затоа многу треба да зборуваме што значи дигитална писменост. Ајде наједноставно. Дигитална писменост е податокот на Државен завод за статистика дека речиси 90 или над 90% од нас користат интернет. Меѓутоа, податокот во исто време за што го користиме интернетот. Значи, ние користиме интернет за WhatsApp, Viber, да не ги редам апликациите, за разговори, за комуникација со нашите во странство, за играње на игри, обложување и така натаму, социјални мрежи. Меѓутоа, дали го користиме за, да закажеме термин на лекар, да закажеме за лична карта, да оствариме многу повеќе можности да научиме? Не. Дали имаме можност да закажеме термин за пасош или лична карта онлайн? Не. Дали можеме да извадиме документи? Не. Тоа е дигиталната писменост. Значи, тие 90% многу мал дел го користиме или го користат за вакви корисни работи.
покрај за забава. И мора да објасниме дека дигиталната писменост значи како да не обучи, како да го користиме интернетот, дигиталните уреди, паметните телефони, со цел да добиеме придобивка во нашиот живот, во нашето учење, во нашата работа, во секојдневното функционирање, па дури и слободно време. Тука пропуштаме шанса. Како тоа да се промени? Прво, институциите мора да признаат и прифатат дека дигитализацијата постои, дека интернетот е реалност. Знаете, не може еден службеник, службеничка во исто време да се слуша со својата ќерка, син во странство, ама кога треба да лобира, да инсистира во рамки на институцијата да се воведат дигитални услуги за граѓаните, вклучително и за себе и своите деца, да кажува не, тоа ќе ми ги земе моите работни места. Нема да земе ничие работно место. Напротив, ќе даде многу повеќе време ако не трчаме по шалтери, ако не губиме време на непотребни административни процедури, излегување од работа, ќе ни даде време да бидеме попродуктивни, па дури да заработиме повеќе. Тоа е реалноста и тука мора да ја насочиме дигиталната писменост. Како да ја унапредуваме? Преку кои алатки? Нема алатки, бара работа. Интернетот е нова ситуација за секого. Иако постои 20 на години, социјалните мрежи веќе 15, тие се нови. Како да се користат, ние мораме да создадеме стратегија, ама не стратегија да ја напишеме туку, план да отидеме на терен, особено институциите, и да видиме каде, во која група, што поддршка треба. Ви не заборавајте, за да зборуваме за дигитализација, треба да сме свесни дека има луѓе што немаат ни основни уреди за добар и квалитетен интернет. Немаат пристап, бидејќи е скапо, квалитетниот интернет, немаат инфраструктура на некои места. Значи, мора да почнеме и од тоа, мораме паралелно да продолжиме онаму каде што има тоа да го развиваме и едноставно да ги менуваме работите. Ние вака само користиме изговори и велиме тоа е, ние сме сиромашни, ние немаме услови, ние немаме знаење, па кога дојде ред ќе дојде, времето не гази. Имате ли чувство дека ги менуваме и сакаме да ги менуваме работите? Зависи, ако говорим индивидуално, кај многу луѓе да, меѓутоа индивидуално кај одредени луѓе и не, така што не би можел да генерализирам, но ако зборуваме како институции, мислам дека се многу повеќе пасивни во овој дел отколку активни. Уште една тема сакам да отвориме, која што е поврзана и со младите, но и со нас возрастните. Вовед во темата ми е прашањето дали вие лично сте се чувствувале загрозен во интернет просторот поради некоја објава, поради некоја фотографија, поради нешто што сте го кажале на социјалните мрежи? Особено во пандемијата имало повеќе случаи во кои што не сум се чувствувал, туку сум бил нападнат. Се случило и на Твитер, се случило и на Фејсбук. Меѓутоа, знаете како, мислам дека сум успел на некој начин да се справам, иако никогаш не мислам дека е за оправдување кога нападите се на лична основа, на дискриминирачка основа, кога шират говор на омраза. Мене не ми пречи различното мислење, не мислам дека некому треба да пречи, меѓутоа говориме тука за сосема друг тип на напади. Да. Говорот на омраза сакам малку да го продискутираме. Сведоци сме на сериозен говор на омраза и од луѓе кои што се во јавниот живот, но и од другата страна на тастатурата. Како луѓе кои што се појавуваат на телевизија, на некаква платформа, на радио, имаме одговорност што ќе кажеме. Се разбира, не само законска, туку и морална. Но, она што се случува изминатиот период, не зборам за поединечни случаи само деновиве, но тоа е веќе година-две. Говор на омраза од јавни личности со напади на говор на омраза како одговор. И тоа е ланец, и тоа продолжува. Не само што е ланец, туку тоа е магичен круг од кој што нема излегување, и тоа е резултат на општеството во кое што живееме и она што не обрнуваме внимание. Знаете како, не може да се каже нешто поразлично од вистината. Можеме да ја разобавуваме, можеме да ја ставаме главата во песок, можеме да ја вртиме главата на страна, меѓутоа мора да се справиме со ваквите појави. И најлесно е да впериме со прст во луѓето. Не, мора да впериме со прст во највисоките инстанции. Тоа се државата, политиката, од каде што секојдневно прекумерно се шири говорот на омраза. И сме зборувале многу пати и мораме да го потенцираме. Кога вие ги гледате вашите политичари или луѓето што се секојдневно присутни во јавноста и на медиумите секаде, како слободно користат фрази кои што не се соодветни, што ви останува вас како сваќање? Па што им останува и на младите на крајот на криштата? Ако читаат за фашисти, ако читаат за клептомани, ако читаат за полтрони и така натаму, зошто не го потребите вие тој збор?
И потоа кога ќе се употреби, велите не луѓето се криви или велите медиумите се криви, а вие сте дале таква изјава или пресконференција. Нити се медиумите криви, нити се луѓето криви. Едноставно создаваме општество во кое што на врвот на пирамидата одговорноста за инклузивната комуникација, за нормалната комуникација ја нема. И мораме да го промениме тоа. Има позитивни примери, работата знае доди напред, меѓутоа со два случаи повторно се враќа неколку чекори назад, за жал. И уште една тема која што ја отворивме со професорот Дуевски, утре една година од почетокот на војниот конфликт во на релација Русија-Украина, и ако на едниот фронт се води битка во која што животот го губат недолжни цивили, на оној другиот во медиумскиот простор се води сериозна битка со лажните вести, каде што и тука победите се тешки. Секоја војна, историски гледано, и во денешен контекст се води на два фронта. Првиот фронт е војниот, нормално, затоа е војна. Вториот фронт е во делот на информациите, вклучително дезинформациите. Она што е различно денес од порано е што информациите патуваат многу побрзо или можат да патуваат многу побрзо заради интернетот. Порано, пред 20, 30, 50 години кога имало војни, за да информацијата стигне, требало фреквенцијата да може да се пробие, требало да може да допре до одредена друга држава, да изврши влијание. Денеска тоа е многу мешано и многу лесно достапно. Нема друг одговор освен градење на силни луѓе, силни индивидуи, луѓе со критичко размислување, со свој ум, народски кажано, луѓе кои што знаат во што веруваат. Јас не сум од оние кои што сметаат дека луѓето треба да размислуваат исто, напротив. Убавината на демократијата е секој да размислува и да има свој став. Меѓутоа во исто време мора да знаеме дека вршењето на пропаганда, вршењето на влијание за нешто кое што не е од интерес на луѓето, не е од интерес на државата, ја поткопува и државата и секој од нас. И затоа е многу важно да се избориме со дезинформациите, меѓутоа крајно е време да се потпреме на луѓето. Не да се потпреме само на машините, на законите, на алгоритмите и на постапките за масовна употреба. Ајде да малце ги вклучиме луѓето во процесот и да им кажеме дека тоа што го прават е вредно и треба да се даде поддршка со цел да се намалува бројот на оние луѓе кои што ќе бидат ранливи во тој. Што е првото на што помислувате кога се фаќате за тастатурата? Дали на телефонот, дали на компјутерот, пред да напишете, пред да искоментирате? Да направам секој да се чувствува убаво во интернет просторот, да проширам убав момент како што сакаме мене да ми биде проширен и секако да бидам поодговорен и навремено да ги преземам сите работи. Прават ли вашите пријатели на социјалните мрежи да се чувствувате вие убаво? Па да, затоа сум ги избрал. Внимавам кого следам или пак кого ставам да ми биде на приоритетната листа, бидејќи сакам позитивна атмосфера и сакам споделување на различно мислење. За жал, токсичните работи, дали е тоа голата пропагандна политика, дали е тоа негативните вести, дали е тоа карањето на секоја тема, ги избегнувам. И што е првото нешто што секој родител би требало да му го каже на своето дете кога се фаќа за тастатурата и се логира, како терминот на македонски? Се вклучува. Се вклучува, да, на социјалните мрежи. Па мислам дека прво треба да му покаже или да ја покаже. Што треба да му каже, да? Да покаже собствен пример, бидејќи децата многу повеќе гледаат. Почнувајќи од тоа колку време поминуваме на телефонот, како го држиме телефонот, каде го користиме телефонот, дали е тоа во возило, дали е тоа на улица и така натаму. И многу повеќе треба да се покаже за да детето научи како да го користи уредот, бидејќи потоа ќе биде многу полесно што треба да се прави. Како да им покажеме сега на возрастните? За крај. Возрастните единствено што може да се направи е онаа масовна едукација и поддршка во целиот процес. Се што може да се направи за возрастните е буквално да покажеме кај е дигиталната писменост или што е добро да се прави во интернет просторот, бидејќи не заборавајте колку се повозрастните информирани, сите сме како возрастни поинформирани, толку децата ќе добијат многу подобра едукација во интернет простор. Бојан, благодарам за анализата и гостувањето во Македонија на утро. Благодарам и јас, секогаш ми е чест.